Помина само 6 месеци од представувањето на Grandland X и денеска се соочуваме со неговата најголема и најсилна изведба. Се вика Ultimate и се работи за 2-литрен мотор од 177 коњски сили, се разбира турбодизел. Но идејата на Ultimate не е само да биде најсилен мотор, туку да пружи луксус кој досега не бил својствен за Opel. Така, оваа изведба располага со извонреден список на дополнителна опрема која возењето треба да го направи вистинско уживање. Оно што е интересно е дека овој модел на пазарот ќе господари до 1 септември оваа година, а потоа негова замена, односно засилување на гамата ќе биде направено со уште 3 мотори, 2 бензински и 1 дизел. На повидок е новиот 1,5 литрен дизел, исто така и 1,6 литрен бензинец кој ќе има дури 180 коњски сили. Исто така, Ultimate кажува дека со оваа ниво на опременост ќе има уште многу едиции на Grandland X, па дури ќе има и плагин хибрид кој ќе има погон на сите 4 тркала. Но доста беше теорија. Ајде да видиме во пракса што знае и што може да покаже Grandland X со новиот 2-литрен турбодизел од 177 коњски сили, впарен со 8-степена автоматска трансмисија. Првите километри за доправувачот на Grandland X Ultimate ги направив на тест полигонот на Quattro Ruote во рамките на тестирањето за финалистите на Auto-Best. Но денеска сум во Сан Себастијан, град кој е прогласен дека во него живеат најсреќните луѓе во Европа и втори по среќа луѓе на светот. Гледајќи ја архитектурата на самиот град, не е спорно дека жителите тука уживаат, а не е спорно дека и јас уживам за доправувачот на Grandland X Ultimate. Овој модел е скроен да одговори на барањата на оние кои имаат долг список на желби. Пред се имаме извонреден мотор кој одговара на втората генерација Euro 6 норми, 2-литарски турбодизел кој располага со 177 коњски сили. Исто така за уживањето, за да управувачот задолжен е новиот 8-степен автоматски менувач кој извонредно лесно ги менува брзините и е во одлична кореспонденција со моторот. Но, како што реков во самиот увод на овој прилог, Ultimate сака да донесе едни нови ветришта во рамките на Руселсхајмската молња. Пред се сака да покаже дека Opel уште не заборавил дека знае да го хендла, односно да го пружи луксузот. Затоа во внатрешноста на Grandland, но и на неговите идни рафинати со поинакви мотори, ќе има простор за многу екзибиции во внатрешноста. Забележливо е дека и финалната обработка е многу подобра, а понудени се многу апликации, модерни апликации кои ќе го направат вашиот телефон дел од автомобилот, во кој ќе има многу работа за електрониката. Она што треба да се потенцира за Grandland X Ultimate е дека сака да одговори на потребите на модерните луѓе, или како што оние трендсетери сакаат да кажат, сака да одговори на потребите на хипстерите и на метросексуалците. Иако е направен врз основа на Peugeot 3008, Grandland X располага со една своја лична нота која му дава една слобода на изразување. Слобода на изразување која е
поинаква отколку кај Peugeot кој е донатор на основата на Grandland X. Она што го потенцираат луѓето од Opel е дека овој модел ќе биде исто со плагин технологија, а таа ќе овозможи да има погон на сите 4 тркала. Мислам дека сосема темелно ве запознав со Grandland X, а како се однесува во возењето, ќе ве запознаеме во следните минути. Високата кросоверска каросерија е тренд на автомобилскиот пазар, а не потреба. Тоа го потврдува статистиката која вели дека само 3% од собствениците на овие возила имаат искуство надвор од асфалтот со своите возила, па поради тоа се повеќе се избегнува погонот на сите тркала. Во најава е дека Grandland X Ultimate ќе добие верзија со 4x4 која ќе биде во форма на плагин хибрид чиј електромотор ќе биде задолжен за вртењето на задните тркала. Впрочем, овој систем е идентичен што ќе го има донаторот на Grandland X Peugeot 3008. Иако Grandland X Ultimate не е по вкусот на премиум купувачите, бидејќи за тоа му фали погон на сите тркала, тој како да зрачи со оптимизам. Однадвор забележливи се покривните шини, тонираните стакла и металик црните ретровизори офарбани во иста боја со лакот кој го обележува покривот над патничкиот простор. Мали промени кои многу зборуваат за филозофијата на производот. Каросеријата делува поробусно бидејќи е поставена на 19-инчни тркала. Вистинскиот крешендо се случува во внатрешноста каде не е штедено на премиум материјалите. Веднаш воочливи се ергономските седишта пресвлечени со кожа, но и материјали со специфична обработка. Пластичните површини се далеку поквалитетни и попријатни на допир. Ергономијата изразена во сите елементи на внатрешноста, големиот екран осетлив на допир јасно ги пресликува сите функции што се управуваат преку него, а за пофалба се апликациите за Android и iOS корисниците кои ги прават мобилните телефони интегрален дел од опременоста на возилото. Сега во Ultimate изведбата серијски се достапни греачи на седиштата, а со доплата и ладење на истите. Единствено опеловски остана графиката на инструментите, потек кој беше за очекување. Што се однесува до возните својства, тие се однесени на повисоко ниво. Дволитрениот турбодизел во комбинација со 8-степениот автоматски менувач работи мирно и тивко. Дури и кога се форсира, за пофалба е звучната изолација во кабината. Голем придонес на комфорот во возењето даваат безбедносните системи, како што се адаптибилниот темпомат и системот за задржување на линијата на движењето. Поради стриктните ограничувања на брзината на возењето и астрономските казни во Баскија, бев приморан да ја поддржувам пропишаната брзина. Во тоа несебично ми помогнаа двата системи, чие работење е безпрекорно. Можеби впечатокот ќе беше подобар, доколку во списокот на опременоста ќе беше вклучен и head-up дисплеј. Управувањето е прецизно, но поради предниот погон и големиот вртежен момент на моторот се појавува ефект на глисирање, односно подкревање на предниот дел кога се забрзува нагло. Истото чувство се појавува и при возење во свиоци. Овие замерки не се однесуваат на стабилноста ниту на безбедноста, туку само на субјективното чувство на возачот. Домакините ни обврнаа внимание на големата економичност која е пониска од 5 литри нафта во просек. За жал, јас не успеав да ги достигнам споменатите вредности. Во тек на двата дена возење, во кои поминав околу 400 километри, просекот ми беше далеку над декларираниот и тој се движеше помеѓу 6,5 и 7,1 литар. За така силен мотор јас не би барал влакно во јајце и би се померил со реалната потрошувачка која е повеќе од прифатлива за возило тешко 2 тона. Opel Grandland X Ultimate е возило кое го отсликува новиот правец на компанијата. Дотерувањата не се конечни, а токму Ultimate линијата ќе биде нов знаменосец по кого моделите на Opel ќе добијат нова интерпретација, ќе понудат премиум чувство на своите купувачи по фер цена и ќе привлечат внимание на еден сосема нов сегмент купувачи на кои првенствено им е битна опременоста, конективноста и еколошкиот отисок на возилото отколку суровата сила.